одржано од болница Дериндере. Јас сум Стефка Николовска, потекнувам од Скопје. Мажена сум во Велес, имам 4 деца. Јас сум родена во Скопје, иначе сум дете без родители. Бев сместена во дом семејство со мојот брат. Аз брат. Таму израставме, после 18 години ние го напуштивме тоа семејство. Јас самата не знаев како се случи и што се случи. Вие спиете? Не, јас бев станата, го потпалував шпоретот, малото беше на кревет. И нешто ни замириса нас на дим, а вака дуваше ветер како денеска и мене шпоретот ми врати, значи изгледа некој кабел се запалил од озгоре од кровот и дојде до пожарот што стана наеднаш димница што испука и прозори и све, и како се стопила климата од самата топлота од шпоретот, дека изби, и пластиката како паднала дел од парчето под климата лежеше бебе, Славче, и парчето паднало на лицето. Да, јас го најдов. Керка ми не знаеше ни кај беше ставен, а од прилика што знаев кај сум го оставила детето, само го земав и низ прозор избегавме. После комчиите ми го поземаа децата, ми ги поземаа, дека повисоко е малце прозорот, ги поземаа, ги однесува на кај дома, дојде пристигна брзата помош, го качивме и после тоа не знам, он беше сместен во шок соба, докторите заквално, значи до болницата во Велес, значи со сите напори го спасија детето. Значи било тешка критична состојба што изгубил воздух, помодрал, значи од двај го повратиле у живот. Значи дале све од себе. У болница ме примија, лежавме 1 месец, за сега сме подобри, фала Богу. Сега има малце проблеми со бебева, значи он што ги дишал сагите долго време, се настинува на инхалатори сме, нон-стоп сме по болници, ни фаќа бронхити, значи мора да лежиме у болница. Пак се трауми, значи он пак нешто измени у соба, так што изгореше, имавме штета, изменела, пак се тоа трауми што те враќаат во животот што ти се случило. Значи пак се враќаат тие трауми, значи он има на главчето останато уште малце, пак кога ќе го видиш, пак ти доаѓа некој стар филм. Сега за сега добри сме, нека се здрави живи, што викаат овде во Велес, малиот ѓавол бил. Значи со тој пожар можевме сите да загинеме. Зашто се запостави себе си? Јас планирав да ги правам забиве пред пожарот, ама избуна пожарот, отида таму парите. Пред тоа све за децата. Претежно да ти кажам целата вистина, значи многу се запоследува, значи све гледам децата да имаат, да бидат облечени, да не им се смее народот, да не каснам со сметки во школа, со сметки дома, да нема озборува. Значи све сум гледала за децата. Еве за големата исто така. Значи ништо да не им фали на децата. Ако ми се децата најадени, наоблечени, да ми речат едно фала, значи тогаш јас сум пресреќна. И да немам заби, нека ми речат фала, само да ги гледам среќни.
да не им фали ништо. Како мене што ми било пружено од туѓи родители што нема родиле, све да имам у животот, така сакам јас на своите деца, да им пружам све. Потсетувањето на приказната на Стефка беше само уште еднаш да видиме колку тоа Стефка ги става пред себе сите останати. И тоа сигурно и понатаму би било така доколку незината колешка Билјана не ја пријавеше во ВИП на еден ден. Затоа денеска Стефка е приоритет број 1. А приоритет број 1 во приказната на Стефка и незиниот проблем е насмевката. Затоа веднаш одиме по насмевката на Стефка. Добре ви дојдов и добре ве најдов. Добро дојдовте во Продента, во наше царство дубави насмевки. Так, дојдов ние по насмевката на Стефка, може да си ја земеме? Може, повелете. Добро ни дојдовте во Продента. Наша задача беше за да направиме убави заби на Стефка и да излезе Стефка задоволна и среќна. Работата ќе ја однесете кај доктор Звезда и мислам дека Стефка ќе биде презадоволна. Како течеше целиот процес? Целиот процес многу лесно, многу едноставно, пошто ваквите работи, кога се дарува нешто, се дарува од срце. И затоа сакам да кажам дека стварно се вложив и мислам дека ќе биде прекрасно, зашто таа жена мислам дека заслужува да има убава работа. Убава работа и за незино здравје и за незина естетика. Докторката пред 10 дена ми го прати отисокот. Направивме металкерамички мост од 15 члена горе, 6 члена доле. Работата течеше без никакви проблеми, све беше по, што викам ја, по дефолт. Како што треба, тоа е тоа. Благодарам. И се надевам најискрено дека Стефка ќе биде презадоволна. И јас се надевам и праќам фотка после тоа. Обавезно. Обавезно. И на вас. Се гледаме пак за убави работа. Така е, пријатно. После земениот скапоцен подарок, кој ќе ја врати насмевката на Стефка, одлучивме да се потрудиме да ја насмееме и душата на Стефка. И тоа со еден лик кој во серијата Преспав има иста улога како и животната улога на Стефка. Работи како чистачка и собарка во хотел, што впрочем е и Стефка. Одиме да ја запознаеме и Саура. Ке треба да даваш уште нешто. За какво? Всичко е точно по договор, сумата е изрично посочена в програмата. Ке даваш, лепотице. Сум сонувала дека ке даваш. Емра Куртишова ја игра ненадминливата Исаура. Таа е вработена во театарот за деца и младинци, актуелна со представите Том Соер и Цветната улица, а уште на 12 години одлучила дека ќе стане актерка. Ништо во животот не е случајно. Мислам дека имав 12 години кога се запознав со едно девојче чии што родители работеа во драмскиот театар. И така некако почнавме интензивно да се дружиме, да одиме во театар, не пропуштавме ни една премиера, не пропуштавме апсолутно ни едно случување што се однесува до драмскиот театар. Дури некои представи знаевме да ги изгледаме и по 2 пати.
И така некако се роди таа љубов кон театарот и така некако сватив дека тоа е професијата со која што сакам да се занимавам во животот. И сега доаѓаме до улогата од Преспав. Згодната, самоуверена, одлучна во своите барања и сигурна во своите квалитети. Исаура. Како дојдовме до Исаура? Па, Кога беше денот кога ти се јави, како беше сито тоа? да, јас се сеќавам дека тоа беше 2018. Со оглед на тоа дека целта на продуцентите на Преспав, мислам дека беше и е да што повеќе, поголем број актери земат учество во таа серија. И тоа ми се случи мене да добијам понуда. Ке земеш од тој што ти е у срцето еден нокт. Нокт? Па нели си ги сече ноктите? Ма сече ги, што у џубрето ли да му претража? Добро бе, тогаш земи од него еден пар гаки, ама да не бида чисти. И 300 евра у плик. 300 евра? Па нели беше без парима? Па нели сум ти кажала дека тие пари не се за мене, ја не земам пари за мене. Тоа е за магијата колку да фаќа. Тако, јасно. Секој неоткриен свет, секој непознат свет, како што за мене беше Исаура, мислам дека е доволен предизвик за секој актер. Така и за мене ликот на Исаура, работевме доста разговаравме со режисерите за да тоа се прикаже на симпатичен, меѓутоа на симпатичен начин и хумористичен. Меѓутоа јас сепак мислам дека таму некаде постои Исаура, ликот на Исаура. Мислам односот, како се однесува, како разговара, како ги добива, ги придобива луѓето околу себе и целата самодоверба која што има. Така. И сега вака, пошто на почетокот нели спомнавме дека сме тука заради нашата учесничка Стефка, која што иста улога има, животна улога е да биде чистачка и токму да биде чистачка во хотел. Својата работа одлично ја работи и мене многу ме потсети ликот на Исаура заради тоа што е строга. Значи, точно знае што како треба да направи, дури делегира, тоа е истото што го прави Исаура, и заради тоа сакав да ги поврземе ликовите. Така да сега ќе те замолам да влезеш во улогата на Исаура и да речеме да и се обратиш, да ја поддржиш. Од тој тип, например, газда треба да дава поише, ќе даваш, нели? Дали ти реков дека таму некаде постои некаква Исаура? Да, еве ние нашата во Велес. Ето, тоа е тоа. Па, вака, Стефка, сестро, да ти кажувам нешто. Биди храбра, биди храбра на тоа што го работиш. Никогаш немој да се откажуваш од животот. А никој ако и прави магија, што правиме тоа? А никој ако, па, ќе се обраќа кај Исаура, се знае. Слободно. Уплик. Да. А почетна цена е 300 евра. Да, ама тоа не за тебе. За магијата, нели? Апсолутно не за мене. Благодарам многу. Фала ви на вас. Официјално поздравување и да пренесам поздравите на Велес. Многу големи поздрави. Ете, со позитивна енергија, растурена магија од Исаура, даден совет за огромна насмевка со забите кои ги носиме на Стефка, одиме за Велес. Ние сме во Велес и ќе ви кажам дека во моментов сум со измешани чувства. Истовремено сум многу среќна, меѓутоа имам голема трема, а истовремено чувствувам и голема одговорност. Затоа што носам нешто кое што на Стефка ќе го смени животот. Токму затоа ќе одиме кај доктор Звезда Кочов да ја поставиме оваа насмевка таму каде што треба, а тоа е на ликот на Стефка. Одиме.
Значи мојата најодговорна функција заврши. Забите се предадени. Сега ќе почекам да ме викнат. Ја не даваме да се види, нели? Даваме, да. А може да смислиш и назад тоа да се става. Кој друг... Пушти си ја устата слободно. Не, затвори ја, држи си ја затворена. Одинете се ставили ништо. Само ја држи затворена. И пушти си ја. Добро. Да, паѓаат горните заби, паѓаат, а ти не се цементирани, нели? Ја само сакам да ги пробам да ги дам. Боже, колко е најудобно. Па ќе си пукнам од среќа. Ќе добие многу убав изглед. Да. Знаеш колку насмевката вреди у живота најде. Довршете работа. Бегете вие. Бегте да завршат работа. Ки почекаме малку за да се средат оние стоматолошките работи кои не се баш за на телевизија, а потоа и официјално доктор Звезда Кочов ќе ја монтира насмевката. И сега и официјално. Ставање на мостовите на Стефка. Првиот пат кога видовме дека има многу проблем во устата, значи застанати корења, кариес на заби, значи одредени корења и не знаевме што поточно се случува, недостаток на многу заби, извадени од претходно незараснати правилно рани и моравме да се занимаваме малку подолго време за да дојдеме до оваа решение и првично почнавме со моментот за да се прати на рентген графија, за да се направи цела панорамска рентген снимка и да видиме кои заби всушност во устата можеме да ги употребиме и зошто, и за да можеме да направиме план што и како ќе се случува. Првично во устата изгледаше дека би можела пациентката да дојде и до парцијални или тотални протези, заради тоа што многу беше, значи, цела ситуација нерешена. Од кога направивме рентгенографија, видовме дека има некои корења кои што се прилично здрави и кои што можат да се искористат во устата, а некои заби само се кариозни, неисчистени и никогаш не лекувани и третирани. И баш заради таа причина се решивме се што можеме во устната празнина да спасиме, а тоа што всушност не е добро да го извадиме и ако ни останат доволно број на заби и носачи, да се потрудиме да го решиме фиксно решението, а не мобилно. И заради тоа одеше малку побавно целиот процес. Прво ќе ги отвориме очите, после устата стои, држи устата отворена. Овој пат за гардероба го одбравме бутикот Golden Garden во Велес. Со насмевка и мерак ја прифатија нашата идеја за да ни ја разубават Стефка. Газдарицата Сузе пак со ажурност ни одговараше на сите идеи и барања.
Откако испробавме неколку опции, време е да ја побараме нашата стилистка, главна и одговорна за трансформацијата на стилот на учесничките. Викторија Бурсаќ ни е на видеоповик. Значи, фустан, баш за фустан не е рече, нели Стефка? Да или не? Да. Рече дека не е баш за фустан. Значи, да сум таму јас пропитам она што сака. И ја направам муабет, меѓутоа кога што го гледам мислам дека она е за сако и панталони. Дали имаме избор на некоја друга боја? Или ова е тоа што најмногу прилега според вас? Корсетов. Корсет имаме и црн. Кога би одела со црна салонка? Имаме дилема, уживо. Да не остеш да размислиме, да не остеш да пробаме уште нешто па да ти пратиме, а? Може? Затоа што нема да видам баш достапна, али генерално, значи јас не сум горе, она ако останува со црвениот комплет да не оди црна кошула, блуза, корсет, да не оди горе, а доле нека си остане црната салонка. Веќе немаме друг избор на джеклет. Добро. Може да биде ванила боја, нешто во тој стил, меѓутоа црно никако, ужас. Добро. Ужас. Ете така. И не е воопшто тренди да се комбинира, да речеме, ако имаме црна блуза, па да имаме ваква боја на панталони или на одело со црни кондори. Значи тоа е аут многу одамна. Сега сме во некој друго време. Така да сликнем ја, па ќе видиме што ќе правиме. Готово. Договорено. Чао. Благодарам. Чао. Ете, одбравме и подготвени сме за шминка и фризура. И сега е време за финалето кај сестрите Мартина и Ивана во салонот Shine, кој ќе треба да ни го комплетира финалниот изглед на Стефка. Се им препуштаме ним, а Стефка може комплетно да се опушти. Косата на Стефка е здрава и густа, но малку негувана и со бели влакна. Затоа Ивана прво ќе извади прамени, а потоа ќе направи третмани за подхранување на влакното, ќе се направи третман за сјај и дополнителен свиленкаст изглед. Во исто време Мартина ќе ги направи ноктите и вегите, а и јас помагам. И сега следува шишење. А ова е некој нов начин. Да, ова е сега баш нешто како што испадна балја, да испадна и овака шишење со машинка. На некој начин си го правам вака теркот и после оформувам. После ножици? Да, обавезно. И финалето, шминка. И сега е време за новата Стефка. И пак сме во хотелот, на незиното работно место. Но Стефка сега е гостинка.
среќно семејство, јас малце тука гледам нешто препотување, малце ја. Тоа од радост, од среќа. Од све. Биле, дојди кај нас тука. Ти благодарам што ни ја пријави Стефка. Се надевам дека убава работа завршивме. Ја препозна? А? Да ја видат на лица, не. Немаше. Не знам. Толку широка Не знам дали сте видели на изненадувањето. Реакција моја, не знам дали сте видели. Значи, како да се уште трепеш. Да. Диме, чека рака се избишам јас под чела да видите вие што е под кога се потимаш од убавина на жена. Посакувам да сте среќни цел живот вака. Насмевката да се ја задржи Стефка, да се радувате, затоа што и Стефка самата кажа дека оно што е најважно е вашата слога и вашето семејство. Тоа е вашата среќа. Ова се ваши моменти и посакувам да уживате. Се одјавувам јас. Ова е за тебе подарача. Тука имаме, значи исто, овде имаме за имунитет, имаме за здрави венци за завита, овие се имунокиц. Нели, сега се е сезона на грипови. Имаме тука и сиручиња, еве ги, значи за ручиња, кога ти бидат здрави и живи. А ова рековме дека е за здрави заби, за венци, ако те болат, да си ги скористиш. Ова е Стефка. Према тоа што беше и сега како што е со новиот изглед сум крајно воодушевен, немам коментар.